Турскиот врховен изборен совет реши да ги поништи резултатите од неодамнешните локални избори во Истанбул, кои зададоа тежок удар на владеачката партија на претседателот Ердоган. Само беше прашање на денот кога Советот ќе го објави официјалното соопштение во кое се наведува и тоа дека повторното гласање за градоначалник на Истанбул ќе се одржи на 23 јуни. Главната опозицијска партија во Турција го осуди ваквиот потек, оценувајќи дека тоа е обид на Ердоган да ја изигра волјата на народот и оти неговата влада е обична диктатура. Yüksek Seçim Kurulu'nda o haince kararı alanlara sesleniyorum. Ben buradan verdiğim mesajlarla inanın onların bile çocuklarının, torunlarının hayatlarını kurtaracağım. Оваа одлука предизвика реакции меѓу граѓаните на Истанбул. Yanlı bir düşünce. Yani demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir kararın alınması bana göre bir skandal. Olmaması gereken bir şeydi. Eğer yasa yoksa bakın bölünmeye gideriz. İç savaşı çıkartırlar. Bu böyle olmaz. Некои опозиционери наведуваат и тоа дека членовите на Врховниот изборен совет биле под притисок на владеачката партија. Таа претходно поднесе жалба за повторно прегласување на изборите, во кои првичните резултати и серијата пребројувања покажаат дека за прв пат по 25 години ја загубила контролата врз Истанбул. Загубата беше особено болна за Ердоган, кој во 90-тите години од минатиот век беше градоначалник на Истанбул. За некои аналитичари и прегласувањето би можело да биде ризично за Ердоган, особено ако се има предвид фактот дека земјата минува низ економска рецесија, а вредноста на лирата паѓа. Таа падна за 10% во последниве неколку месеци, а дополнително ослабна и повестите за повторното прегласување на изборите во Истанбул.